Инаку ќе морам да малку да спомнам, затоа што почнав пред 20 на дена со една тема која што носише наслов како да бидеш среќен, затоа што веќе одамна, па сме заборавиле малку некои работи ќе спомнеме кои што ги спомнавме таму, па ќе продолжиме и со вториот дел. Значи, како да бидеш среќен, спомнавме и тогаш дека во ова денешно време во кое што живееме, малку ова изгледа утопистично некако и тешко, но кажавме дека доказите и студиите велат дека среќата зависи од нашите верувања, а не толку од она што го поседуваме или од околностите, како што луѓето обично мислат. И спомнавме како потврда за тоа многу од изјави на некои од познати фаци. Го спомнавме тогаш Борис Бекер, Мадона, Робин Вилијамс, глумецот кој што изврши самоубиство и мнозина такви, кои што самиот нивни живот покажува дека не е среќата во она што го поседувате. Еден наш пеач од популарен и денеска, од порано, повеќе од бившите југословенски простори, пее "Ние среќа пара пуна вреча". Дино Мерлин, да. И то знају они кои ја имају, така некако беше стихот. Значи, ние среќа пара пуна вреча. И тоа го кажавме. Не е среќата во она што се поседува, што се има. И спомнавме тогаш 3 изјави, 3 работи, кои што ако ги имплементираме, ако ги спроведеме во нашиот живот, навистина ќе бидеме среќни, онака вистински. Првото беше дека она изјава никогаш не треба ни да се чувствуваме, ниту да мислиме дека сме жртва. Значи, изјавата "Јас не сум жртва". Точка. Ова е многу битно, затоа што човек кој што мисли дека е жртва, тој мисли дека нешто неповратно изгубил. Значи, многу лесно може да падне во апатија, депресија и, не дај Боже, многу полошо понатаму. И го разгледавме случајот на Јов. Ако некој бил жртва, наистина, што можеме да кажеме за Јов? Во неколку мига, значи, веројатно дали еден час време, не знам колку, значи може да предпоставиме, една по една доаѓаат вестите за сета она загуба кој што ја претрпел. Дали во имот, дали фамилијата, сите деца му загинале одеднаш. Значи, едноставно, страшна трагедија го задесила, а тој ги кажа оние клучни зборови што тогаш ги спомнавме во 21 стих од прва глава на Јов. Вели, излегов гол од мајчината утроба, значи обраќајќи му се на Господа, и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. И него проколна, туку го благословил. Благословено да биде Господовото име. Значи, и спомнавме тогаш еден многу битен момент овде. Ништо не е наше, ништо не е мое, ништо, се што имаме се е од Господа. И ако така размислуваме, тогаш многу полесно можеме да бидеме среќни и да продолжиме понатаму во животот, поготово при вакви некои ситуации. Ако Јов можел тоа да го каже, тогаш навистина можеме и ние, кои што сме далеко од овој случај, на Јов, значи, гол сум дошол, гол се враќам. И тоа е факт, тоа е непобитен факт. Ништо ние не треба да бараме, ништо Господ нам не ни должи, па сега ние да бараме нешто, не знам, повеќе или така натаму. Се што имаме всушност е како дар на неговата милост. Инаку, ако разговараме за тоа што сме заслужили, Библијата кажува јасно. Сме заслужили да не нема, значи вечна смрт. Тоа сме заслужили. Значи, се што добиваме екстра над тоа, дали куќа, дали кола, дали пари, дали, не знам, добро работно место, било што и да е, тоа е како резултат на неговата милост. Така треба да размислуваме. Втората изјава беше: не постојам за да бидам среќен, туку да го љубам Бога и да му бидам послушен. И овде спомнавме нешто. Се ова може малку контрадикторно изгледа, меѓутоа и чуден е и стихот кој што го читавме во Матеј 16:25, кој што вели: зашто кој сака да ја спаси својата душа ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене ќе ја најде. И како сега?
Значи, кога сте свртени кон себе, ја губите душата. А кога сте свртени кон другите и кон Бога и Божето дело пред се, вие ќе ја добиете душата. Ја чувате, ја сочувувате всушност. И рековме, идејата овде, што се спомна е дека среќата никогаш не доаѓа која ја барате. Луѓето си го губат животот, трчајки, барајки среќа. Среќата не е конечна цел, туку е награда или можеме да кажеме нус производ на послушноста ваша кон Бога. Тоа е среќата, вистинската. Третата изјава, која што тогаш ја поминавме, вели, јас постојам за да бидам благослов за другите. Ова малку и се вклопува во претходното. Значи. Не знам, ама веројатно ќе излажеме ако не кажеме дека кога на некој сме му помогнале било во кој смисол сме почувствувале на вистина вибрации некои позитивни и среќа. И тоа е така. Значи, да бидеме на благослов на другите. Греши, пословици 14.21 го цитиравме стихот, вели, греши кој го презира својот ближен, а блазен на оној кој е милостив кон сиромасите. Стихот вели, или кон било кој што има некаква потреба. Тоа беа тие три изјави, сега ќе продолжиме со следни три. И ова четвртата, или првата за денес, е некако поврзана со случајот и со воскресението на Лазар, кој што ни беше предмет на проучување. Но сега нели ќе го фатиме малку од поинаков агол. Бог не одговара на молитвите, тоа е изјавата, значи ја цитирам, Бог не одговара на молитвите затоа што спрема нешто поголемо. Значи, има повеќе причини зашто Господ некојаш можеби не одговара на молитвата. Меѓутоа, оно што сакам да го истакнам овде и можеби највеќе Господ не одговара на молитвите и некојаш, знаете, тоа е фрустрирачки, вашето христијанско искуство го прави, му дава горчлив вкус, ако, да речеме, се молите за нешто добро, нешто што сметате дека е Божја волја, а поминуваат можеби години и како Господ да не ве слуша. И најчесто мора вака да размислуваме дека Бог не одговара на молитвите затоа што спрема нешто поголемо, нешто поубаво за нас. И еве го случајот пак, ќе се навратиме во Јован 11 глава, ќе отвориме. Читаме од 1 до 3 најнапред. Јован 11, 1 до 3. Беше еден болен, Лазар од Витанија, од селото на Марија и сестра и Марта. Не само од селото, туку нивниот брат, нели? А Марија, чиј брат Лазар беше болен, беше онаа која го помаза Господа со миро и ги избрише неговите нозе со својата коса. И третиот стих, и така сестрите пратија до него, до Исуса, значи порака, да му кажат, да му пренесат, Господи, ете болен е оној кого го љубиш. И знаеме каков бил односот Христов кон ова семејство, посебно во Витанија. Значи. Интересно се истакне што Исус тука бил во непосредна близина, значи тој се наоѓал на 2-3 километра некаде од Витанија во Ерусалим. И сега прима порака дека Лазар е болен. Господи, ете болен е оној кого го љубиш. И навистина Исус ги љубел сите во ова семејство, сте читале Копнежот на вековите, како милувал да оди пред се во тоа семејство, затоа што секојаш со внимание го бил слушан и прифаќани неговите пораки. Значи, тоа му е едно од најомилените семејства, значи не дека, нели да не мислиме сега дека ги запоставувал другите, не, меѓутоа највеќе свраќал таму. Нормално е, и самите ние знаеме дека не е исто ако идете сега сведочите кај некого и ве одбива, и тоа како делува врз вас, и кога ќе отидете кај некого кој што лака ве слуша, значи, секако дека таму се полните со позитивна енергија и така натака. И сега што се случува? Скокаме до 6 стих. И Исус кога чу дека е болен, и кога чу дека е болен, остана тогаш уште 2 дена во местото каде се наоѓаше. Што прави Исус? Лазар, кој што му е толку близок, Марија, Марта, за Лазара станува збор.
Исус одолго влекува, очигледно, слушнал дека е болен и му во него лази такви испаѓа, нели, работата. Незаинтересиран. Чудно, но веројатно ќе остане уште некој ден. Зошто? Затоа што 17 стих во Јован, 11 глава, да, вели дека Исус дојде и најде дека е 4 дена во гробот. Значи, болен што бил болен, не знаеме сега колку време, па починал, па го закопале, па 4 дена веќе е гробот и дури засмрдал, како што кажавме, нели, во пуката. И Исус дури тогаш дошол. И сега се среќава со Марта првин во 21 стих. Тогаш Марта му рече на Исуса: Господи, ако беше тука, не ќе умреше брат ми. И ова е точно до точка и до запрека, како што некој испомна во пуката. Каде што е Исус, тамо е здравие, тамо е живот, вели Елен Вајт. Поминуваше цели села, цели краишта, се оздравуваше, се исцелуваше. И точно е, ако Исус дојдеше, Лазар ќе оздравеше, зарем него немаше да го исцели и немаше ни да умре. Во 32 стих со Марија се срекава и Марија вели, а кога дојде Марија, таму каде беше Исус и кога го виде, падна пред неговите нози и му рече: Господи, да беше тука, немаше да умре брат ми. Истата изјава. На Марија и на Марта им е јасно кој е Исус и што е Исус. И сега што е работата? Ти да беше тука, немаше да умре. Но се случи, Лазар почина. Еве ќе видиме зошто сега. Затоа што Исус се спрема да го направи најголемото чудо за време на неговата мисија, значи, на оваа земја, после кое ќе се убрза, значи, целиот процес на негово фаќање и убиство и екзекуција и така натака. Но која била намерата сега? Негова, зошто се забавил, зошто дошол толку касно? Зошто Господ некојаш чека? Зошто Господ не одговара на нашите молитви? Може, значи, не барате ни пара пуна вреча, ни не знам што, туку барате нешто што е по Божја волја, нешто добро. А нема одговор. 43 стих, Исус ќе застане таму, ќе биде тргнат каменот од гробот и ќе рече: Лазар, излези надвор. Засмрдело телото. За разлика од претходните два случаи кои што ги спомнавме, нели? Па луѓето, може не беше мртов, па може ова, па може. И еве Исус сега и од таа причина и од некои други причини ќе ги наведеме, одолговлекувал за да го направи ова чудо. Умрениот излезе, 44 стих, завиткан со повои по рацете и нозете, а лицето му беше забрадено со крпа. Исус им рече: одвиткајте го и оставете го да оди. И почна да оди. Која надеж христијанинот добива кој ги чита овие пасоси, овие делови Библијата, најчесто, можеби најчесто цитирани на погреби. Јован 11 глава. 45 стих, тогаш мнозина од јудејците кои дојдоа со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Значи Исус одолговлекуваше, не дојде за да го исцели Лазара, туку да го воскресне, уште поголемо нешто, поголемо чудо, и меѓу другото за да поверуваат. Мнозина поверувале, иако да, точно е тоа што го каже сестра Олгица, плачел Исус, просолзил, и за да сочувствува, меѓутоа и да, Елен Вајт кажува дека плачел заради оние мноштвото кои што не веруваат. Но еве, извештајот вели дека и поверуваа во него. Значи Исус задоснил со исцелувањето за да се случи воскресение, за да поверуваат мнозина. Значи и други. И знаете, во нашиот живот, во нашите лични животи, факт е дека се зависи кој како гледа, меѓутоа сепак луѓето се повеќе склони да односно да бидеме поголемо сведоштво за нив, значи за оние кои што не го познаваат Господа, еве да речеме за соседи, за било кои пријатели,
кога не ни оди добро во животот, а ние сме сепак срекни, со вера во Господа, значи не покажуваме никаква слабост, дури не може да примете некој дека нешто имаме проблем во животот, мислам дека тоа многу повеќе осведочува. Поголемо сведоштво за нив. Откако, нели, подоцна може би ќе разберат или се свесни, знаат ни што поминувате, а вие мака немате, така кажано. Затоа што сета ваша надеж е во Господа. И еве Исус, меѓу другото, го прави ова за да поверуваат другите, значи мисли за спасението на сите. Во 4 стих сега да се навратиме од 11 глава друга причина. А штом Исус го чу тоа рече, значи кога ја слушнал веста, болеста вели не е смртоносна, иако се покажало дека ќе умре Лазар. Туку ова е битно, туку за Божја слава, за да се прослави Божиот Син. И како ли се прослави? На најдобар можен начин. Усмрдено тело. Никаква наука, никакви теории тука не постојат дека може да биде подигнат од мртвите. Исус тоа го направи. Значи да поверуваат, значи Господ одолговлекува, не одговара некојаш нашата молитва, може би години ќе бидат во прашање, затоа што спрема нешто подобро. Најчеста причина, не мора да биде само таа. Меѓутоа сега зборуваме за тоа како да бидеме среќни, значи како да усвоиме верувања кои што во нашиот живот кои што ќе ни помогнат да бидеме среќни и да чекориме со вера во Бога. За да поверуваат другите, значи чека за да се случи соодветен настан за кој што ќе делува на мнозина, на многу повеќе. Не да поверуваат еден, двајца, не самите тие, не самите вие, да речеме, кои што сте учесници во тоа, туку и наоколу луѓе, околу вас. Значи, најчесто верниот Господ одолговлекува со одговорот заради тоа што има нешто подобро за нас, за вас. Така треба да веруваме. Тоа е 4-та изјава, значи, или првата за денес. Одиме на 5-та. Факт е, и минатиот пат тоа го спомна, дека повеќето од луѓето не се задоволни со околностите во кои што се наоѓаат животни, и секој по нешто му фали, бара и така натаму, и спомнавме тогаш, уште ова да го имам, ќе бидам среќен, уште ова да го имам. И така натаму, и така натаму. Секогаш човечкото око е ненаситно или човекот е едноставно незадоволен. 5-та изјава е ваква. Значи ова исто така мора да го усвоиме во нашиот живот, кога зборуваме за тоа да бидеме среќни. Јас сум токму таму каде што треба да сум, бидејќи тоа е за моje добро, бидејќи тоа е за моја поправка. Да се поправам, па за да се случи некоја промена после натаму. Јас сум точно на местото каде што треба да бидам. За да научам лекција. Затоа што сите ние, нели, најбитен е карактерот, а сите ние некаде сме слаби, некаде потфрламе и така натаму, и Господ најдобро знае како тоа да го реши во нашиот живот. Јов, отворете повторно во Јов, 5 глава, ќе читаме 17 и 18 стих, 2 стиха од Јов. Јов 5, 17 и 18. Да, блазе му на човекот кого Господ, кого Бог го изобличува, затоа не презирај го ти карањето на сесилниот. Сличен стих има и во пораката до Лаодикеја. Значи, Господ го љуби, односно го кара и го казнува дори, вели, оној кого што го љуби. Значи, целата таа ситуација е таква, Господ ја дозволил за да, значи, како некој вид воспитна мерка за нас, значи, да се поправиме, да сватиме кај сме сгрешиле, затоа што најчесто мораме да бидеме фер со себе и реални, иако има околности кои што не зависат од нас, можеби, кои што некој друг не ги наметнал, не знам, ситуација некоја, најчесто околностите во кои што ќе се најдеме во животот, ние самите си ги креираме. Или 18 стих исто, тој ранува, значи Господ ранува, но ја преврзува раната, удира и залечува со својата рака. Значи тоа е целта Божја. Тој секојаш има
добра намера со нас, таман работа, ако се сомневаме во нашиот Бог кој што не љуби и не возлюби од сета вечност, па затоа и ни укажува милост. Да речеме, нели, сега ќе спомнеме пример, може да околности кои што нели ние самите си ги креираме. Може би сме во соодветна здравствена состојба кој што не е нај-нај, а тоа е заради нашиот нескротлив апетит, да кажеме. Можеме да идеме на 300 доктори или не знам што, меѓутоа Господ може би сака да не поучи каде е проблемот. Но сега ми текнува во мислите дори една изјава на Елен Вајд, кај што таа одбива да се моли за некој таму брат или сестра, затоа што, кој што била болна, затоа што таа си тера и понатака со истиот живот, никакви исправки во нејзиниот живот, и таа одбива да се моли дори за таквата особа. Значи, голем дел од околностите, дали тоа е за наша здравствена состојба, било што друго во животот, си ги креираме самите ние. И многу подобре да веруваме, за да бидеме среќни дека јас сум таму каде што сум, на вистинското место. Ако не беше така, Господ ќе направеше нешто, но за да научам некоја добра лекција, за да се поправам, за да ги исправам тие грешки во мојот живот, во мојот карактер, затоа што на крајот на криштата главна цел на Господа му е да не спаси. Сега има и околности кои што се надвор од нашата контрола, да речеме пример со Јосиф. Јосиф го продале, значи неговите браќа, предходно дори сакале да го убијат и така натаму. Има и такви околности, меѓутоа дури и за таквите околности има еден стих, еден од моите поомилени, Римјаните 8:28, кој што вели: но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога, кои што се повикани по неговата намера. Имате го во увид овој стих, Римјаните 8:28, но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога. Господ не сака да биде така, меѓутоа работите делуваат, содействуваат во тој правец да биде подобро. Иако, ете, може би вие не сте виновни за некои околности, но најчесто кажавме, ние самите сме виновни, па затоа Господ не остава тука за да се поправиме, да ги исправиме своите грешки во животот. И шестата изјава, која што ќе биде последна за денес, односно за ова проповед, исто така многу битна. Мојата вредност е одредена од она што Исус го сторил за мене, а не од она што јас го правам. Знаете, растеме, така не одгледува, така општеството едноставно делува, не турка во спротивната насока од ова што го читаме. Тоа е факт. Од мали сме поучувани да бидеме нешто, да ствараме нешто, да постигнуваме некои резултати и тогаш ќе ни аплодираат. Знаете, често пати е тоа проблем, да речеме, кај познати овие што се лица, дали да речеме спортисти, ако знаете, секоја кариера има некои успона, има и падови, и сега, кога сте добри, ќе ви аплодира и тоа после таму цел стадион, ќе го скандира вашето име и така натаму. После кога ќе опадне вашата форма од било кој причини, или веќе сте остареле, сте навлегле во некои подоснежни години, 33-4, нели, за фудбалер, веќе тоа е многу. Тогаш уа, ќе слушате, значи нема веќе аплаузи и така натаму. Тоа е целиот живот на некој начин. Така не учи општеството, значи за да бидеме прифатени, оние кои што имаат повише пари се попочитувани од другите, да речеме. Тоа такво е општеството едноставно. Оние кои што се поубави имаат повеќе шанса да за било што од некои кои што се можеби погрди или така натаму. Чи тоа е животот, тоа е општеството. Но и тоа не тера да прифатиме нешто или да глумиме дека нешто сме прифатили, или да бидеме нешто, или да глумиме дека сме нешто само за да бидеме прифатени, и тоа од луѓе можеби во општеството кои што не име баш гајле за нас. И за нашиот живот и нашата среќа. И кое трошење на време е тоа, замислите, ако одите во тој правец, ако живеете така? Како што цел свет живее. Страшна работа. А не замараат со такви работи, тоа е страшно.
Вака, ако си изгледал, не знам. Знаете денеска која гранка од медицината највеќе кјари пари? Па да. Сите сакаат пластична хирургија. Сите сакаат ваква уста да имаат, не знам што, вакви очи, вакви. И на крајот ќе се направат страшила. Но, видете како Исус нашел мир, видите како Исус едноставно живеел и како бил среќен и како да ја достигнеме таа вистинска среќа. Послушайте ги овие зборови од Копнежот, 330 страна. Има многу такви чие што срце страда од болка под товарот на грижите затоа што сакаат да постигнат световен идеал. И луѓето се убиваат, се уништуваат за да постигнат некој идеал световен. Тие избрале да му служат на светот, ги прифатиле неговите тешкоти, ги усвоиле неговите обичаи. На тој начин нивниот карактер е нарушен, а нивниот живот истоштен. За да ги задоволат славолюбието и световните желби, ја повредуваат совеста и врз неа ставаат дополнителен товар на грижа. Постојаната грижа ги исцрпува животните сили. Нашиот Господ сака тие да го отфрлат овој робски јарем. Тој ги повикува да го прифатат неговиот јарем и вели што? Мојот јарем е поднослив, мојот товар е лесен. Тој им заповеда најпрво да го бараат Божјото царство и неговата праведност и ветува дека ќе им даде се друго што им е потребно за овој живот. Колку е побаво вака човек да живее. И сега клучниот момент доаѓа, како Исус живеел, како Исус имал мир. Му било гајле баш, да ви кажам, кога му аплодирале или кога го... Ама апсолутно мува не го лазеле, па да се израдам така, народски. Нешто што, за да се постигне на вистина, човек треба да има она тесна вистинска заедница со Господа. Вели, во Христовото срце, во кое владеела совршена хармонија со Бога, тука е клучот, владеел совршен мир, никогаш не се извишувал поради пофалбите, ниту се обескрбил поради прекорите или разочарувањето. Никогаш. Среде најголемото спротиставување и најсвирепите постапки, секојаш бил храбар. Јас ќе додам, бил среќен, имал совршен мир, како што прочитавме. Не дозволувате вашиот живот да зависи од аплаузите или од не знам што на другите. На крајот на крштата Павле вели таму во, дали беше Галатјаните, кое послание беше? Вика, парафразирам, оддалеку од тоа, јас вика да им угодувам на луѓето, ако би им угодувал на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Невозможно е на Господа да му служиш и да им угодуваш на луѓето. За, не знам, аплауз, за не знам што. Значи јас, мојата вредност не е онаа вредност која што не знам луѓето преку аплауз или не знам ке ми ја укажат, или не знам дипломи ке добивам, или не знам што. Се е тоа во ред, нели, ама ако се стави на вистинското место, нели, за човек да напредува во кариера и така натаму, се е во ред, но вистинската моја вредност се крие во тоа што било платено за мојот живот. Значи, Петар го кажува тоа, прво Петрово, отворите прва глава 18 и 19. Прво Петрово, прва глава 18 и 19. Знаејќи дека не сте откупени од распадливи нешта со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци. Значи, нити сребро, нити злато не игра улога во нашите откупение. Не сме вреднувани според најценетите вредности, нели, метали, да кажеме, на оваа земја, сребро ли е, злато ли е. Туку со скапоцената крв на Христа како невино и чисто јагне. Вака, ако размислуваме, ова ако го прифатиме, тогаш нема да имаме мака, ќе бидеме среќни. Може би нема да бидеме прифатени тамо, не знам, во некое друштво или не знам, било како, па сега. Може би имам, што знам, крив нос, не знам, очи криви или не знам, па нема многу да ги имам предностите како некој друг пример. Сакам да кажам, меѓутоа, ќе знам дека вредам толку многу што Исус го дал животот за мене. Тоа е тоа кое што треба да ме води низ животот и да ме прави среќен. А не дали ќе бидам прифатен некаде или нема да бидам прифатен.
Треба да бидам прифатен и да се грижам за тоа дали ќе бидам прифатен кај Господа. Значи, знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, еве, че овде, а Петар дури и тој живот го нарекува суетен, и не само Петар, Соломон, што има да каже, цела една книга напишал за тоа колку е суетен овој живот и тие вредности, под наводници, што светот ги вреднува, ги истакнува, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Значи, да повториме. Од почеток, затоа што сметам дека ова сето е многу важно. Прво, јас не сум жртва. Тоа треба да го усвоиме во нашиот живот. Не постојам за да бидам среќен, туку да го љубам и да му бидам послушен на Бога. Постојам за да бидам благослов за другите. Четврто беше, Господ не одговара на молитвите затоа што спрема нешто поголемо, нешто побаво за нас. Пето, што беше? Пето, јас сум токму таму каде што треба да сум, не се жалете многу во животот, туку затоа што Господ дозволил нешто, таму си каде што треба да бидеш за да се поправиш, за да согледаш како околностите настанале заради твоите избори и така натаму, па сега треба да извлечеш лекција и да се поправиш. И шесто беше дека нашата вредност е одредена од она што Исус го сторил за мене, за нас, а не од она што јас го правам во овој свет или постигнувам не знам какви резултати или било што. И затоа, не знам, некој музичар познат, виртуози, било што на кој што ја навистина им се воодушевувам, поготово на музичари, кога не знам, тоа раците му играат. Вчера баш, ќе бидам искрен, ги слушав Ту Челос. Многу ја сакам нивната музика, мислам, не се, значи, они има прават обработки. Ги знаете Ту Челос? Оние двајцата хрвати од Ту Челос, не ги знаете. Да, ги знаеш многу добро. Тие викаат за себе на смеа Ту Селос. Ту Челос. Значи две чела, две виолончела, свират на две виолончела. Растураат, значи тоа стварно да се воодушевуваш. Меѓутоа, сега нивната, молам? Да, алилуја и еден куп други класични теми и така натаму обработуваат и некои рок и не знам што, се не, а меѓутоа и сега нивната вредност е поголема од мојата, од вашата или не знам што. Така светот вреднува. И да, точно е, човек се воодушевува, ама тоа е дар, тоа е талент кој што Господ им го дал, ама ете, сега кој како и во кој правец ке оди. Нашата вредност Господ ја одредува. Господ ја одредил, всушност веќе. Го пратил, значи не го поштедил ни својот единороден син, туку го дал да умре за мене, за тебе, за сите нас. Ние многу вредиме. Нека му е слава на Бога. Амин.